Добро вечер, повторно фолк ексклузив. Ние подготвивме убави содржини. Погледнете ги. Другите се така во припреми, одбрани се песмичките со еден збор. Топ листата посветена на македонската фолк музика за оваа недела изгледа вака. Место број 5. Алегро Бенд. Еден живот имаме. Место број 4. Зуица Лазова, Скопје. Со музика, сонцето пак се раѓа со музика, таму задводно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чаршија. Баклава ке се прави на коледе, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори, понсори вари. Ей, Скопје наше јајце вацано, со
kad sutra Skopje na Skopje mirisa. A pak Vardar ušte nese u mori prvi zori, poluzori bari. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje glaven grad na Balkan, od vonego baš site smesi svoji. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, od Šutka Čair pa do aerodrom, vonego baš site smesi svoji. Vonego baš site smesi svoji. Место број 3. Татјана Стафановска. Какво срце имаш ти? Трето лето чекам, а тебе те нема. Здравото моќ ми го зема, џабе мајка руба спрема. Ти го памтам зборот, клетва ти си зеде, дека бргу ќе се вратиш и за жена ќе ме земеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Ах, тој пусти горбет, а ир да не види, зошто очи солзи полнам, прво ли белуто полнам. Ти го памтам зборот, клетва ти си зеде, дека бргу ќе се вратиш и за жена ќе ме земеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Место број 2. Адријана Кеш. Заљубена. Ајде сега биди фраер, биди ши,
Ресенчанецот со охридска адреса, човек кој што долги години е на оваа фолк сцена. Господинот Петар Нечевски во Фолк ексклузив. Откако те видов, откако ми проспори, откако со поглед. Добро вечер, добро дојдовте во Фолк ексклузив. Добро вечер, добро ве најдов. Вие сте веќе 35 години на фолк сцената. Многу ми е драго што и вас стојам пред вас и правам муабет со вас. Кажете ми какво е вашето мислење? Какви биле песните тогаш, какви се сега и каква е состојбата на музичката страда сега и тогаш? Па видите, тогаш имаше помал избор на песми, значи помалце се продуцираа песми и тие песми што се продуцираа, да речеме околу 50 беа, да речеме годишно песми, до 60, народот имаше можност повеќе да ги слушат тие песми и нормално станува полесно доаѓа до ушите на слушателите и станува побрзо хитови. Сега е малце по хиперпродукција во ова време, многу пеачи, многу песми, народот некој пат ќе ги слушне, некоја песма не ќе слушне и во секој случај, значи сега си поинакви приликите и условите, али песната си останува песма, убавата песма секојаш знае да се го најде патот до слушателите и да стане таа што треба да стане хит, станува и денеска хит. Што мислите, дали тогаш имало повеќе квалитетни пејачи или пак сега? Или сега не може баш да се каже дека имаме квалитетни пејачи? Што мислите? Па мислам дека пејачите си се добри и тогаш имаше квалитетни пејачи, сега има квалитетни пејачи. Јас мислам дека застојот кај нас во музиката е околу авторите. Авторите се, да речеме, јас од што ги памтам, да речеме, од 88 година, да речеме, што ги памтам овие што се занимава со компонирање на новосоздадени фолк рефрени, се истите автори ден денеска, се 10% може да променети, така да мислам дека авторите, како и пејачите што се менуваат, треба и авторите да се менуваат и со еден збор, значи да донесат нешто ново, нешто свежо, стилски, па имаме сега во последно време ето некои помлади автори кои значи забавната поп музиката со фолкот го мешаат, го прават и нормално имаме овие нови, да речеме, етно ансамбли, групички кои старите градски песми, старите изворни песми ги преработуваат во нови аранжмани и ето е, мислам, нешто ново и така треба да се продолжи. Бидејќи вие почнувате со забавна музика, а потоа продолжувате со фолк песната. Сигурно сум дека веќе се занимавате со фолк песната. Меѓутоа, која музика ви лежи на срце? Па видите, јас никој пат не сум бил вака изворен фолк пејач, значи сум, да речеме, фолк пејач на новосоздадени песми, каде повеќе, значи, преферира народното, ама со, да речеме, не оние типични изворни трилери во пеењето, него повеќе, значи, стилски пеам, да речеме, поблиску, да речеме, ми е стилот на таа поп музика, да речеме, поранешна и денесна поп музика. Така да, значи, сум еден интерпретатор кој пее фолк рефрени, ама измеѓу народното и забавното. Сега правиме по некој изглед, правиме и некоја изворна песмичка, правиме и некоја забавна песмичка, типична, али во секој случај тука се наоѓам ја себе си измеѓу народното, новосоздадено и забавното, односно поп музиката. Дали ќе откриете за фолк ексклузив, што ќе се случува во иднина со вашата кариера? Па ќе откриеме тоа што со мојата кариера ќе од сега, например, правиме едно дупло седе со 10 на 12 најуспешни мои стари фестивалски песми, ќе биде тоа едното седе, а другото ќе биде со
7-8 нови песнички, значи така во овие со помодерни аранжмани и едно 4 до 5 обработки стари македонски песми од мојот крај, од Охрид, ќе ги преработам, значи така, и ќе направиме микс од 7 и 5, така 12-12-тина, тоа ќе биде заедничко, старо, со ново, значи спој, еден убав, дупло CD и ќе го промовираме. Морам да се заблагодарам и на Министерството за култура на Македонија, кој ми овозможи да го направам мојот CD, ама и јас сам ќе допринесам, иако треба, значи нешто и од мене ќе оди, што велиме, само да биде на ниво, да биде поквалитетно и порепрезентативно. Дали тоа ќе биде во блиска иднина? Па тоа веќе се работи, веќе го работаме, некои песми се изработани, другите се така во припреми, одбрани се песмичките со еден збор, значи очекуваме некаде септември, октомври месец да го промовираме во CD. Јас едва чекам да излезе тоа CD, да се промовира и да го слушнеме. Многу ви благодарам што бевте дел од Фолк Ексклузив. И се гледаме повторно од кога ќе излезе CD-то. Така, ви благодарам и јас, поздрав до сите гледачи, да сте здрави, живи, пак да се видиме во Фолк Ексклузив со новото CD. Da mi izlezi. Твојата снага лено мори, тенка е, висока е. Дај ми ја на мене, јас да ја прегрнам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Da mi izlezi. Јас сакам да ви се заблагодарам, бидејќи постојано ја креирате единствената топ листа посветена на македонската фолк музика. Така и продолжете. А сега погледнете кои се наоѓа на првото место и кој е предлог за оваа недела. Предлог за оваа недела. Джесика Палашовска. Готово е. Da
Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептен многу кефлија, со вратија со мене тајфа колема. Враце носам прстен бурма венчана, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Татко ти да знае, а и мајка ти, носам дарој сватој еми музики. Ширум ваште порти, отворете ги, вигнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Как нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба голема. Ајде, татко, налеј вино ракија, мајко, фати оро седов невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек. Толку за оваа вечер, имајте убава вечер и се гледаме ние утре во 21 часот и 30 минути. Довидување!